Ова се настаните на денот. Стратегиите не треба само да се носат, туку и да се спроведуваат. Индици кои што работат во хотел во Охрид велат задоволни се и од платата и од условите. Триесетдневен притвор за еден од подметнувачите на пожарот во кафе бар во градскиот пазар. Охридските стрелци нови државни прваци. Од 2 канали во Венеција извадени скоро 2 тони отпад. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 9 степени Целзиусови. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе превладува претежно ведро и студено време со пад на температурите. Во среда во западна, северозападна, во северните и крајните источни предели на Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во крајните јужни предели на полуостровот нестабилно време со услови на слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 18 степени. Во Македонија во среда студено утро со пад на утринските температури и појава на умерен мраз. Утринските температури ќе се движат во интервал од -6 до 2 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и потопло време со благ пораст на дневните температури. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 7, односно до 17 степени. Во Охрид во среда денот ќе започне со студено утро и утринска температура од -2 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 11 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток по студеното утро и температура од -1 степен, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со максимални 14 степени. Во петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови услови за слаб локален дожд. Дневната температура ќе достигне до 12 степени. Во сабота претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Стратегиите не треба само да се носат затоа што представуваат обврска од одредена програма или закон, туку треба да се спроведуваат за да се постигнат посакуваните цели и ефекти. Експертите велат дека голем дел од планираното во стратешките документи не се реализира, но тоа не го намалува нивното значење. Треба да се сугерира на оние кои креираат политика, носат одлуки, но и на сите инволвирани и засегнати да се водат од стратегијата за развој на одредена дејност. Завршува важноста на стратегијата за развој на туризмот на Охрид која беше изготвена во 2020 година. Документот кој по нарачка на општината беше изработен од професори од Факултетот за туризам и угостителство во Охрид содржи конкретни насоки за развој на оваа дејност која е примарна за економскиот развој на градот. Но доколку се разгледа стратегијата се добива впечаток дека многу од предвиденото со акцискиот план не е реализирано. На крајот од секој стратешки документ има мониторинг и оценка на спроведувањето на стратешките документи. Без тоа, стратегијата не би имала можност да ги исполни целите. Тоа треба да се сугерира и овака и преку медиумите на носителите на туристичките политики да ги применат стратешките документи и да врз таа основа го креираат и буџетот и идниот развој. Стратегиите не припаѓаат само на нарачателот. Најчесто, да речеме за Охрид, нарачател е општината. Меѓутоа, тука свое место наоѓа и бизнисот, значи стопанството, невладиниот сектор и други засегнати страни кои задолжително треба да го имаат предвид тој документ за да можат покреативно да настапуваат. Не се спроведува се што е планирано во стратешките документи, но тоа не ја намалува вредноста на стратешкиот приод, вели професор доктор Науме Мариновски од ФТУ. За нецелосно спроведување на стратегиите, според експертите, има најмалку две предрасуди. Во врска со стратешкото планирање, сакам да кажам дека постојат две предрасуди, најмалку две предрасуди. Едната е дека стратегиите не се толку и важни, бидејќи ето не се применуваат често пати, а втората е дека во стратегиите има определени недостатоци. Што се однесува пак критиката дека треба да се подобри текстот. Стратегиите се провокатор. Тие овозможуваат и овозможуваат на стручната јавност да даде сугестии, значи да кажат, не е добро кога ќе кажа, не чини ништо и со тоа да се задоволиме. Него треба да повикаме да тие што размислуваат подобро, тоа го внесат во примената на стратегиите. Стратешките документи се неопходни и нивното неземање предвид може да предизвика определени дубиози како на домашен, така и на меѓународен план при настапување пред меѓународни организации и фондови. Стратегиите се многу важен документ и на домашен и на меѓународен план. На домашен план, стратешкото планирање овозможува креирање на буџетот. Не постои друг документ кој е толку валиден за да не се применува во креирањето на финансиската политика во развојот на определени дејности како што е, например, туризмот. Исто така на меѓународен план, вие не можете без стратешки планови да настапите пред, например, Обединетите нации и Светската туристичка организација. Кога стратешки се настапува, се прави оценка на поранешните стратегии со цел да се види дисбалансот помеѓу она што поминало и она што не очекува, вели професор Мариновски, во контекст на тоа дека на општина Охрид веќе во 2025 година и предстои носење нова стратегија за развој на туризмот. Општина Струга со апликација Пријави 24 ќе ги ангажира граѓаните да пријават проблеми со кои секојдневно се соочуваат, но и да дадат предлози со кои би се подобрил целокупниот начин на живење во општина Струга. Мобилната апликација може да се превземе бесплатно од Google Play Store и App Store или со скенирање на баркодот. Преку апликацијата, стружани можат да пријават проблеми поврзани со градот и околните населени места од сите категории, како што се улично осветлување, дупки на патот, објекти склони на рушење, проблеми од областа на животната средина, уништена урбана опрема, отпад и диви депонии, градби и дигвоградби, наведуваат од општината. Граѓаните можат да дадат и своји предлози со кои би се подобрил целокупниот начин на живење во општина Струга.
Во склоп на пријавата, апликацијата има опција за прикачување на слики од проблемот. Пријавувањето може да биде анонимно или јавно. Индиците кои веќе пристигнаа и работат во хотелските и гостителските објекти во Охрид, велат задоволни се од условите. Овде заработуваат двојно повеќе во споредба со нивната земја. 29-годишниот Джетиндер Бенс од Индија веќе 1 месец е вработен во хотел на брегот на Охридското езеро. Вели му се допаѓа земјава, односот на колегите и луѓето. 29-годишниот Джетиндер Бенс од Индија веќе 1 месец работи во хотел на брегот на Охридското езеро. Вели му се допаѓа земјава, односот на колегите и луѓето. Задоволени и од платата, овде вели заработува двојно повеќе пари отколку во неговата земја, каде просечната плата е 200 до 250 евра. Јазикот не му е проблем, бидејќи на англиски комуницира со сите. Working for Macedonia for 1 month. Веќе 1 месец работам во хотел. Луѓето се сите добри. Се е во ред. Македонскиот јазик не го разбирам, но на англиски се разбираме. Планирам да останам можеби 3 години или 2,5. После тоа планирам да заминам во Канада. Во хотелот моментално се 13 колеги од Индија, ангажирани во кујна, помошници, готвачи, хигиеничари и собарки, но и келнери. Велат заминале илјадници километри од сопствениот дом за да стекнат нови работни и животни искуства, но и подобра плата. It is quite nice. I just got here. It's my first time. Убаво е, првпат сум тука и во посета и за работа. Ми се допаѓа, луѓето се пријатни, времето малку е студено, но убаво е. Ми се допаѓа да работам овде. Мојата работа е платена двојно повеќе тука во споредба со Индија. За да се надополни недостигот на кадар оваа сезона на брегот на Охридското езеро, ќе работат стотици увезени работници од Индија, Непал, Филипини и Малта. Но оваа година дефинитивно проблемот е алармантен со сезонската работна сила. Така да сите сме во потрага по работници, комуницираме со агенциите кои што увезуваат работна сила од надвор, од Непал, Филипини, Индија, така да работните позиции ќе бидат во домаќинство, значи собарки, помошници во кујна и услужен персонал, келнери. Англискиот јазик го познаваат, барем она што го тврдат агенциите, така да дали ова ќе биде решението на проблемот кој што го имаме, ќе остане да видиме. Домашните работници масовно заминуваат на работа во странство. Според податоците на Министерството за внатрешни работи на Република Хрватска, само во првите 2 месеци од годинава се издадени 8088 дозволи за престој и работа во Хрватска во секторот туризам и угостителство. 30-дневен притвор за еден од подметнувачите на пожарот во угостителски објект во градскиот пазар. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 20-годишен скопјанец поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело предизвикување општа опасност. На 10 март оваа година, во 3 часот и 40 минути, тој со уште едно лице со запалива течност предизвикал пожар во угостителски објект на булеварот Туристичка во Охрид. Судија на претходна постапка му одредил мерка притвор во трајање 30 дена, пошто е префрлен во казнено-поправната установа затвор Охрид за издржување на мерката. Да ги погледнеме и останатите настани од билтенот на СВР Охрид. На 18 март 2024 година во 14 часот и 25 минути на улицата Марко Цепенков во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид го привеле лицето Ј.М. 46 годишен од Охрид, кој се однесувал агресивно кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија. При приведувањето бил извршен преглед кај него, при што била пронајдена и одземена марихуана. Во врска со настанот, Ј.М. пријавил дека при преземањето мерки кон него, полициските службеници употребиле прекумерна сила, при што се здобил со тешки телесни повреди. За настанот бил известен јавен обвинител и одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. СВР Охрид поднесе кривична пријава против лицето РД 47 години од Охрид поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. Тој од личен профил на социјалната мрежа Facebook во повеќе наврати објавувал коментари со заканувачка и навредлива содржина.
На 19 март оваа година во 5 часот и 40 минути на улицата Кленоец во Охрид настанал пожар на паркирано хаварисано патничко возило Peugeot со охридски регистарски ознаки, собственост на 71 годишен охригенец. Од екипа на територијалната противпожарна единица Охрид пожарот бил изгаснат, а повредени лица нема, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Охридските стрелци Ива Маленко, Стефани Савеска и Климен Мостро се новите државни прваци во гаѓање со воздушно оружје меѓународна програма. Продолжува жетвата на медали на охридските стрелци. Викендов на стрелиштето во Битолската касарна се одржа државното првенство во гаѓање со воздушно оружје меѓународна програма, на која учество зедоа околу 80 на стрелци во јуниорска и сениорска категорија во дисциплините пушка и пиштол. Со нов личен рекорд, Ива Маленко од стрелачкиот клуб Охрид е новиот државен првак во сениорска категорија во дисциплината воздушна пушка. Во истата дисциплина, во јуниорска категорија во екипен пласман, Драгана Локовска, Теодора Спировска и Стефанија Стефановска се пласираа на третата позиција. Кај јуниорите со нов личен рекорд на вице-шампионската позиција се пласира Кристијан Баловски од стрелачкиот клуб Охрид. Кај јуниорите на пиштол нов државен првак е Климент Мостро од стрелачкиот клуб Лихнидос. На третата позиција во истата дисциплина се пласира Иван Милевски од стрелачкиот клуб Охрид. Кај сениорите на пиштол Ванчо Карамфилов од стрелачкиот клуб Лихнидос се пласира на вице-шампионската позиција пред неговиот клубски другар Даниел Михајловиќ, кој заостана зад него за 2 круга. Новиот државен првак во категорија јуниорки пиштол е Стефанија Савеска. Веќе од следната недела започнуваат подготовките за 6 априлскиот меѓународен надпревар во Сараево, но и подготовки за наредниот куп на Меѓународната стрелачка федерација, што треба да се одржи кон средината на следниот месец на стрелиштето Бејбунар во Охрид. Истовремено тука ќе се одвиваат и подготовките на репрезентативците со двајца еминентни тренери на пушка и пиштол од Република Србија, информира Тина Гоџо. По повод Светскиот ден на театарот, во среда 27 март, со почеток во 20 часот, на репертоарот на Охридскиот театар е представата Несватената цивилизација од Добри Војников. Несватената цивилизација е представа за културолошкиот и социолошки идентитет на човекот, представа за глобализацијата и традицијата, како и за ефектите од нив врз целокупното општествено живење. Комедија што преминува во гротеска иронија и што прави детална и болна дисекција на нашата целокупна колективна свест. Во представата играат Горан Стојановски, Стрезо Стаматовски, Павел Маслов, Филип Кипровски, Никола Тодоровски и Ивица Цонев. Билетите по цена од 200 денари може да се купат на билетарата при Центар за култура Григор Прличев Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 13 лица се затрупани во руски рудник за злато. Оперативните служби изјавиле дека според прелиминарните информации луѓето се заробени под урнатините на длабочина од 100 до 150 метри. За сега нема информации за можни жртви. Министерството за вонредни ситуации соопштило дека до несреќата дошло откако се срушила карпа врз рудникот за злато во областа Зеј. Властите прогласиле вонредна состојба за да се мобилизираат сите сили. Спасувачките служби се на терен и работат на спасување на рударите. 464 милиони долари судот му наложи на Трамп да плати во случајот за граѓанска измама во Њујорк, но поранешниот американски претседател не можел да најде осигурителна компанија која ќе ја гарантира оваа сума, соопштиле неговите адвокати. Тие велат дека обезбедувањето кауција од таа големина е практично невозможно. Њујоршката обвинителка Летиша Џејмс, што го покрена случајот за финансиска измама во која Трамп е прогласен за одговорен за погрешно прикажување на нето сумата на пари што ја поседува, најавила дека е подготвена да започне процес на запленување на имотот на Доналд Трамп, доколку тој не може да ја плати сумата утврдена со пресудата. Трамп во ноември има намера да поднесе жалба на пресудата на Њујоршкиот граѓански суд усвоена во февруари, со што автоматски ќе се запре извршувањето на одлуката на судот. Но за да поднесе жалба, тој прво мора да уплати пари на сметка на апелациониот суд или гаранција за целиот износ од 464 милиони долари, но според адвокатите 30 осигурителни компании ги одбиле неговите барања да му помогнат.
Путин ја пееше химната на Русија на прославата за 10 годишнината од руското присвојување на Крим од Украина. Нему му се придружија и тројцата против кандидати кои ги победи на претседателските избори. Владимир Путин на црвениот плоштад во Москва изјавил: "Враќањето во татковината се покажа како тешко и потрагично, но успеавме и тоа е голем настан во историјата на нашата земја." Во септември 2022 година Русија присвои уште 4 региони: Донецк, Луганск, Херсон и Запорожје. 1500 килограми отпад извлекле гондолиерите од 2 венецијски канали во предпоследната сезонска акција за чистење отпад. Пегли, радиатори, бойлери, мобилни телефони и останат отпад извадиле гондолиерите облечени како нуркачи. Ова е досега рекордно количество, соопштиле членовите на Венецијската асоциација на нуркачи гондолиери. Тие, заедно со волонтери, со години активно се вклучени во борбата против ѓубрето што се фрла во каналите на Венецијската лагуна. Последната акција оваа сезона ќе се одржи на 21 април во Мурано. Почитувани гледачи, ова е се од првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!